Така, ова интервју кое што ви го емитувавме и токму во интерес на се она што се случува околу расветлувањето на ситуацијата со сообраќајната несреќа најстрашна во измината деценија на европскиот континент. Ние продолжуваме понатаму со ова денешно издание на Студио 10 според предвидениот распоред. Во продолжение разговараме за тема која што произлегува од слоганот, мотото на кампањата на Сдруженијето Заедно посилни, каде што се вели вирусите не дискриминираат, но луѓето да. И мислам дека имаат многу паметен осврт направено на ова, опфаќајќи неколку работи во едно и сосема суптилно. Андреј Сених од Сдруженијето за поддршка на луѓето со ХИВ заедно посилни заедно со нас во студиото, заедно со нас во студиото. Добре дојде, Андреј. Добро ве најдов, Огнен, благодарам на поканата. Како си? Добро, одлично, доста работно. Како што веројатно знаете, ти сигурно знаеш, веројатно дека и гледачите, нели 1 декември е светски ден за одбележување на глобалните светските напори за справување со епидемијата на ХИВ, така што ние, како и секоја година, и овој пат организираме одредени активности за подигнување на свесноста, за оддавање значење, подсетување на тоа дека имаме јавно здравствени прашања и други, освен ковид, кои што бараат внимание од сите нас како општество, секако и од одговорните власти. Кажи ми, како што кажав и на почетокот, називот на кампањата ви е многу суптилен, морам да признаам. И мислам дека многу соодветно со целата оваа пандемија се зафаќа, која што е најсеприсутна и најзборувана и најистражувана веројатно тема, тоа и ќе се докаже во историјата на модерните современи медиуми и не толку модерни. Дали тоа ви беше и целта идејата? Секако, ние морам да кажам дека овие кампањи настани за подигнување на свесноста ги развиваме низ комуникација на самите наши членови, поголемиот дел од кои што самите се лица кои што живеат со ХИВ. И идеите така ги развиваме. Значи ова е буквално на што се нарекува на англиски grassroot идеја. За нас како организација на луѓе со ХИВ не можеше да остане незабележана таа една споредба која што сама по себе се наметнува на тоа како општество, како луѓе имаме тенденција да стигматизираме, да обележуваме, да правиме фама, еве и во искуството со COVID-19. Тоа можеби беше поизразено минатата година, меѓутоа верувам дека сите се сеќаваат на каков буквално јавен линч се најдоа луѓе кои што најчесто не по своја вина и одговорност се инфицирале со еден респираторен вирус, кој што колку и да внимаваме, а треба да внимаваме и да ги преземаме сите мерки, сепак тоа е респираторен вирус кој што се пренесува нели преку воздухот и не можеме секогаш да исконтролираме дали ќе се инфицираме или не. Во однос на пандемијата, ние разговаравме во текот на пандемијава откако започна и колку таа влијае, впрочем, и ги става и претходно со гостинката, сличен разговор имавме за друга тема, колку пандемијата ги става во втор план и во сенка останатите сите грижи за здравието. Но тоа многу се одрази во медицинскиот аспект. Значи, ако се одрази во сите општествени сектори, во медицината се одрази исклучително, бидејќи многу работи беа ставени настрана. Сега, кога разговараме за ХИВ, една од клучните медицински установи е истата медицинска установа која што е клучна со пандемијата. Ме интересира дали постои некакво нормализирање на процесите, на достапноста на услугите, и се што е во насока на ХИВ? Па можам да кажам дека во текот на целиот овој период клиниката направи максимални напори да го задржи нивото на грижа за пациентите со ХИВ како хронични пациенти и иако се разбира дека имаше проблеми. Сега ние како здружение исто така тука се обидовме да помогнеме и континуирано помагаме, така што да речеме го олеснуваме пристапот до подигнувањето на самата терапија, за која што луѓето најчесто треба да дојдат еднаш во 2 или 3 месеци.
така што го правиме тоа ние за нив, особено за луѓе кои што живеат во другите градови надвор од Скопје, што значи од една страна нивна заштита од непотребно изложување на ризици од COVID-19, но исто така и намалување на товарот кој што го трпи клиниката за инфективни болести. Значи во голема мера со известни проблеми нивото на грижата се задржа и можам да кажам дека се врати во некој тек на нормално функционирање. Во однос на достапноста на услугите, знам дека еден период финансиски тоа беше малце проблематично во земјава. Дали, например, во тој дел се уште финансиите се сериозен предизвик? Беа во изминатите неколку години. Ние доста се застапувавме изминативе месеци и практично за прв пат после 4 години поред за следната година е значително зголемен буџетот за обезбедување на антиретровирусни лекови, кои што значат живот, се разбира. Така што да, беше проблематично, очекуваме ситуацијата да се стабилизира во однос на обезбедувањето на лековите. Немало конкретен проблем во изминативе години, меѓутоа обезбедувањето на овие лекови стана се по-непредвидливо со оглед на ограничениот буџет. Но и веројатно и непредвидливо и поради тоа што оваа тема, особено за антиретровирусната терапија и слично, стана многу јасна кај многу поширок дел на публиката. Ако претходно сме разговарале и била нејасна, одеднаш ние и поради пандемијата луѓето имаат познавање и од лекарствата, дури и од медикаментозната терапија која што се однесува кај лицата кои живеат со ХИВ. Да, имаше доста паралели. паралели. Дали се промени, да речеме, можеби, и во однос на тоа, извини што те прекинав, но дали се промени, да речеме, и пристапот, или разговорите, или мислењето, мислам, не може тоа да се промени премногу, но дали има некакво поместување кон позитивно, затоа што мислам дека поинаку сега гледаат по пандемијата? Мислам дека е сложено прашање. Тука веројатно доаѓа и аспектот на вакцините. Тие мислам дека многу повеќе внимание јавно одвлекуваат и поларизирање на јавното мислење, така благо да го кажеме тоа. Меѓутоа, да, мислам дека се повеќе луѓе дознаваат за антиретровирусната терапија како феномен, иако кај нас релативно мал број на луѓе во споредба со вкупното население се засегнати од ХИВ и најчесто луѓето не го перцепираат тоа како некој проблем што ги засега. Меѓутоа, во денешно време секој би требало веќе да знае дека да, антиретровирусната терапија овозможува нормално долг живот. Не се очекува луѓе со лица со ХИВ кои што се на терапија да имаат некои особени здравствени проблеми, не се очекува да живеат пократко. И оно што е многу важно за да се справиме со епидемијата на ХИВ, со која што можеме да се справиме и на која што можеме да ставиме крај, и тоа е цел глобално до 2030 година, најважното е луѓето кои што се веројатно инфицирани да се тестираат, да го дознаат својот статус и да почнат со оваа антиретровирусна терапија, бидејќи таа освен што обезбедува релативно нормален живот и здрав живот, таа истовремено го спречува и понатамошниот пренос на вирусот. Значи, доколку што повеќе луѓе би се тестирале за ХИВ, би го дознале својот ХИВ позитивен статус доколку се инфицирани и почнат со терапија, ние практично ќе успееме да целосно ја ставиме не под контрола, туку можеме и да ја искорениме ХИВ инфекцијата. Андреј, како сме со, веројатно, тоа е главната вест секогаш, особено таму, дали на 1 или околу 1 декември, а тоа се статистики, бројки и слично. И многу често и таквите наслови имаат и многу сензационализам во себе и привлекуваат разни коментари. Но, ајде да видиме какви сме со бројките, дали постои некакво подобрување во однос на бројката, влошување, стагнација можеби? Ние ги следиме како здружение овие статистики и за жал можам да кажам дека има неколку работи кои што загрижуваат во последните години. Оно што може да се каже и што добро го знаеме за епидемијата на ХИВ во Македонија е тоа дека од оној проценет број на луѓе кои што во моментот имаат ХИВ,
секое трето лице не е свесно за својот ХИВ статус. Значи, едно во 3 лица не е свесно дека е инфицирано со ХИВ. И ова, за жал, е под глобалниот просек, кој што за 2020 година изнесуваше 84% од луѓето инфицирани со ХИВ во светот, а тоа се околу 38 милиони, биле веќе свесни за својот ХИВ статус, што значи можат понатаму да се лекуваат, нели да живеат нормално. Значи, ние сме пониско и од прилика статистиките ни покажуваат дека најверојатно кај нас инциденцата на ХИВ е отприлика иста како и бројот на луѓе кои што годишно се диагностицираат, и затоа ние не можеме да го, се уште не успеваме да го зголемиме оној процент на луѓе кои што се свесни за својот ХИВ статус. Инаку глобалната цел беше до 2020 година 90% од луѓето што се инфицирани да направиле тест и да го знаат својот статус. И глобално не се постигна таа цел, меѓутоа во изминатите 5 години се направи огромен напредок на светско ниво. Добро, што треба да преземеме како држава, како институции, како медиуми, како пред се, ајде како граѓани, како членови на ова општество, треба да ја детабуизираме дискусијата за сексуалните односи, дискусијата за грижа за здравјето, вклучително и за сексуалното здравје, бидејќи во Македонија така е, апсолутно и во рамки на системот образовен, бидејќи во Македонија доминантниот начин на пренос на ХИВ инфекцијата секако е сексуалниот однос, хетеросексуален, хомосексуален, сеедно, сите се засегнати. Треба да ја дестигматизираме ова заболување конечно после 40 години откако е откриено. И луѓето кои што било кога биле во ризик, а било кој човек кој што некогаш имал незаштитен сексуален однос, во суштина теоретски е бил изложен на ризик, треба да направи ХИВ тест од време на време. Само така можеме да се справиме со оваа инфекција. Она што институциите треба да го направат, особено здравствените институции, е да го подигнат нивото на третирање на ова заболување, затоа што ние се уште за жал се соочуваме со, наши членови и штетеници ни пријавуваат фрапантни ситуации на несоодветен однос и на дискриминација, например, некоја приватна клиника во Скопје не било според нејзината политика да работи со пациенти со ХИВ, што е, спротивно на закон и устав, се разбира. И на заклетва. Исто така можеме да кажеме дека во изминатите години, за жал, ниту механизмите за заштита од овој вид на дискриминација врз основа на здравствениот статус не беа ефикасни, бидејќи ние практично, иако даваме правна поддршка во соработка со други здруженија во вакви случаи на лица кои што биле дискриминирани, практично нема ниту еден случај кој што бил разрешен во полза на лицето кое што било дискриминирано. Секогаш тоа завршува со некаква заштита на здравствената установа или друга институција, или завршува со заклучокот дека едноставно не можела да се утврди фактичката состојба. Андреј, кога зборуваме за кампањата Годинава, разговаравме веќе околу слоганот, но што е она што вие имате предвидено? Што би следувало? Ајде сега да најавиме. Ако смееме. Тоа секако, секако е и прв пат, мислам дека денеска во етерот најавуваме што ќе се случува на 1 декември, тоа е среда. Најпрвен во периодот помеѓу 12 часот на пладне и 18 часот ќе има неколку флеш моба на различни локации, значи еве појасно да кажеме, значи тоа се танчарски изведби кои што се осмислени кореографски и ќе пренесуваат оваа порака која што оваа година ја потенцираме. Тие ќе се случуваат ненајавено, ќе бидат интересен настан во главните трговски центри во градот Скопје и на најфреквентните места. Нека си најдат сами од 12 до 18 рековме. Тие ќе се случуваат во тој период.
луѓето ќе бидат нели изненадени на самото место, се разбира ќе бидат и снимани, така што ќе има видеоматеријал од тоа, што ќе може подоцна да се види. Во 19 часот во дворот на кинотеката на Македонија ќе има откривање на еден мурал кој што идејата за кој што дојде во соработка со кинотеката на Македонија и фестивалот за урбана уметност мурал, и кој што ќе биде посветен на еден многу добро познат музичар кој што за жал почина од СИДА пред точно 30 години, Фреди Меркјури. И веднаш потоа во 19:30 ќе има и проекција на филмот Бохемиска рапсодија, кој што е посветен нели на животот на Фреди. И во 21 часот во кинотеката на Македонија ќе има вечерен настан кој што ќе биде донаторски, каде што и ќе се промовира еден календар за следната година, кој што е овој пат посветен на машкото здравје. Би сакал само да спомнам. Требаше само да потенцирам, требаше календарот да биде готов и да го подприкажеме денеска, ама со оглед на ситуацијата сите работи се поместија, така што ќе прифатам овој пат дека не беше донесен. Така, инаку јас само би сакал да спомнам дека кореографскиот дел флешмобот е осмислен од страна на Ивана Балабанова како кореограф и за костимографијата се погрежи Евгенија Зафировска. Муралот посветен на Фреди Меркјури го изработува Дејвид Стоилковски и во однос на фотографиите на календарот тоа е Мартин Јовчевски. Супер. Добро. И практично со промоцијата на календарот вечерта, бидејќи спомна донаторски, тој дел ме интересираше. Да, календарот ќе може да се купи и се разбира луѓето, мислам сите посетители ќе бидат поканети независно од календарот да донираат. Ние тоа секоја година го правиме вообичаено на 1 декември. Како? Каде ќе се одржува? Ќе се одржува во кинотека на Македонија. Во кинотека и тој настане таму во кинотека. Таму ќе биде и настанот, да, сите повеќето работи се таму сконцентрирани. Средствата кои што ние на овој начин ги собираме се релативно скромни, но ние ги користиме за помош, директна помош на луѓе со ХИВ кои што се и социјално во висок социјален ризик, првенствено за да го олесниме нивниот пристап до редовна контрола, терапија и лекување. Најчесто покриваме патни трошоци за доаѓање до Скопје и даваме помош во вид на основни прехранбени хигиенски производи. Колку луѓе живеат со ХИВ кај нас отприлика? Процентите се дека во овој момент има нешто повеќе од 500 лица кои што живеат со ХИВ, од кои што, како што кажав, 2/3 се оние кои што се диагностицирани, а 1/3 не се свесни за својот статус. Добро. И бидејќи секогаш за овие теми, колку и да сме зборувале во толку многу години наназад и во толку гостување и настани и слично, сметам дека секогаш постои можеби некој нов кој што ја гледа емисијата, само да сакам да им направим на гледачите една разлика меѓу што е живење со ХИВ, што е СИДА, бидејќи ги споменавме и двата поима овде, за да не настануваат забуни, иако мислам дека многу сме напреднати во однос на тоа прашање во изразувањето и во речникот кај нас. Да. Па и медицински, а и да речеме вака во некоја социјална смисла, покоректно е денеска да зборуваме за ХИВ инфекција, како мислам дека и тоа веќе и е, чисто како одредено заболување, нели, вирусна инфекција, која што има свој, се разбира, тоа е хронична инфекција, кога човек ќе се инфицира, за жал се уште не постои лек кој што може да ја излекува целосно од организмот, но постои терапија која што може целосно да ја одржува потисната на така наречено недетектабилно ниво, и тогаш имунитетот на човекот може нормално да функционира, но доколку човек не се лекува, таа ХИВ инфекција има своја прогресија и по неколку години може да резултира со исклучително намален имунитет, кој што значи подложност на други заболувања и инфекции и обично тој напреден стадиум
на ХИВ инфекцијата е оно што го нарекуваме синдром на стекнат недостаток на имунитет или според француската кратенка СИДА. Но, да, тоа сакам да потенцирам, не е СИДА име на болеста, туку тоа е еден синдром. Ако зборуваме кој е заболувањето, тоа е ХИВ инфекција. Така. Добро, затоа велам секогаш овие работи ми е важно да се повторуваат. Дали имаше еден одреден период во текот на пандемијата, веројатно сега не толку, кога можеби се стравуваше и вие како организација, веројатно можеби сте имале на ум некаков план оперативен за недостаток, да речеме, на антиретровирусната терапија, бидејќи и антиретровирусната терапија беше спомената како еден можен лек, тоа нели на почетокот се беше лек, еден можен лек во делот на ковидот. Да, и дали можеби стравувавте вие дека сето тоа ќе не во втор план, туку воопшто? Да, па во секој случај стравувавме од сите тие поместувања во општеството и глобално и фактот дека имаше недостаток на различни медицински производи и лекови во земјава и веројатно во многу земји. За среќа со антиретровирусните лекови тоа не се случи. Лекот за кој што станува збор, кој што беше испитуван и како потенцијална терапија за ковид, во последните години се користи кај многу мал број на пациенти, практично се исфрла од употреба како еден од постарите лекови. Така? Не, тоа е лопинавир беше. На почетокот, добро. Ремдесивир е, да, конкретно што беше истражувано. Тоа беше ептен на почетокот. Добро. Да, така што да, стравувавме, меѓутоа за среќа во однос на обезбедувањето на антиретровирусна терапија немаше проблеми. Супер. Ние како здружение постојано го следиме тој процес. Да, бидејќи колатерална штета би настанала во случај. Мораме да го следиме Да. и да алармираме до институциите онам каде што сметаме дека може да се појави проблем, бидејќи се работи за комплексни набавки, се работи за поголем број различни лекови кои што се користат во комбинација, а се работи за релативно мал број на пациенти на кои што им се потребни, така што набавките секако дека се предизвик. Така. И за крај само, дали пандемијата, освен што здравствено, нели, веројатно и лицата кои што живеат со ХИВ, би се сметало дека се во многу поризична ситуација во однос на ковидот, или? Да, статистиките глобални на UNAIDS, нели, програмата на Обединетите нации посветена на ХИВ и на СИДА, те објавуваат дека ризикот е значително поголем од тешко заболување, од тежок облик на COVID-19 кај лица кои што се инфицирани со ХИВ. Тоа е сега некоја глобална статистика. За среќа, она што можам да го кажам за кај нас, повеќето наши членови, штетеници, корисници на услуги кои што добија ковид, во најголем дел од случаите го помина најнормално без посериозни компликации. За жал проблем имаше таму каде што самиот имунитет бил премногу уништен, токму она што сега го објаснувавме како нели стадиум на СИДА, односно нешто до кое што дошло поради долго време нелекувана ХИВ инфекција. Значи таму се развира формата на COVID-19 веројатно е да биде фатална. Добро, и кога велиме поради незнаење дека живееле со ХИВ, сега соодветно е на крајот да спомнеме и за каде може да се тестираат. Бидејќи тоа ви е буквално, како да ви кажам, 10 минути работа. Да, така е. ХИВ тестовите се достапни бесплатно, дури анонимно, значи на заинтересираните не им е потребно ниту книшка, ниту здравствена легитимација, ниту дури име и презиме да кажат. Таков вид на тестирање се врши во повеќе граѓански организации низ земјата, во Скопје, во заедно посилни кај нас, во центрите сакам да знам на Хера, во Сдруженијето ЕГАЛ. Овој вид на услуга е достапен и во центрите за јавно здравје ширум земјата, и во Институтот за јавно здравје, и секако во советувалиштето за ХИВ на клиниката за инфективни болести, кој што, да не се плашат граѓаните, е еден посебен дел од клиниката со посебен влез кој што нема врска со ковид центрите. Да. Добро. Андреј, јас немам што повеќе, мислам, не, имам да те подпрашувам, ама ако имаш нешто да кажеш, би било добро тука да завршиме, оти времето веќе ни замина. Има ли нешто што не те прашав, сакаш да споделиш? Па не, благодарам за поканата, мислам дека покривме се и доста важни работи. Јас ги поканувам гледачите да дојдат на настанот, да ги проследат овие активности што ги правиме, да
Помислати на ХИВ покрај ова пандемија и општа светска криза, дека за жал таа не е единствена, постојат и други јавноздравствени прашања на кои што со заеднички општествени напори можеме да најдеме решение, како што се надевам дека и на COVID-19 ќе му се најде решение. Така. Ти благодарам за гостувањето, за издвоеното време и се гледаме наскоро повторно сигурно. Благодарам јас.